Дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Повторно сме со дипломатијата и таа може слободно се каже не е случајно. Знаете, клучен, основен, фундаментален, стратегиски, секојдневен, најважен наш проблем е името. Тоа ни е пречка, блокада за не само за побрзо инкорпорирање во меѓународната заедница и ЕУ, односно во институциите во Брисел, и на домашен план ни создава кризи и слично. И сето тоа е всушност де факто основата, односно тој проблем е дипломатска. Значи, дипломатијата, сакале ние или не, ние секојдневна грижа и се колку ние на тој план работиме, колку е ефикасно и, да речам, добро организира нашето Министерство на вътрешни работи, друго прашање. Меѓутоа, во секој случај, дипломатијата, името, нашата меѓународна позиција, влегувањето, односно започнувањето на преговорите со Европската Унија, се она што сите не загрижува и за што сме сите заинтересирани, бидејќи Европската Унија, иако има разни мислења, иако има проценки дека таа е готова, таа е пред распаѓање, мислам дека тоа не е точно и мислам дека таа нема да биде кој што беше до сега, ќе се реформира, трансформира и таа е во процесен кој е започнат, ама останува една атрактивна наша цел, бидејќи таа носи стандарди, не само што носи пари, помоши, да речам разни стимулирања финансиски за одредени процеси важни за нас во земјата, туку таа гарантира одредени стандарди кои се во интерес на секој граѓанин. Дека таа прави грешки не е спорно, дека тие се често пати сериозни, како например сегашната политика према Русија, али во секој случај, Брисел, односно Европската Унија е навистина еден современ феномен, една интеграција, прва и единствена во историјата на човештвото, која функционира, која се сочува со проблеми, меѓутоа дава и многу значајни, многу видливи и важни резултати. Значи, тоа е таа наша ориентација, тоа е нашиот суштински проблем, бидејќи да ја потсетам, сите тоа го знаете, по Букурешт во 2008 година, ние сме пред блокада, уцена е ултиматум, прво името, потоа членство. Тоа е не цивилизацијска постапка од нивна страна, тоа е нешто неприфатливо, тоа е користење на сила, али светот се уште функционира и работи преку демонстрирањето и имплементирањето на силата. Сите зборуваат за демократија, за човекови права, меѓутоа се тие во основата приказни за деца и за владењето на правото покрај другото. Меѓутоа, сето тоа не важи кога на главните меѓународни фактори, тоа не им се вклопува во нивните интереси. Да ја само споменеме нашата хашка пресуда, која навистина сите игнорираат факте, меѓутоа исто така дека ние многу малку, или поточно ништо направивме за таа да се стави до знаење, да се направи се што е во наша моќ, да нејзината тежина дојде до израз и ни помогне во соочување со проблемот за името, меѓутоа, велам, очигледен е фактот дека со светот доминира силата и тоа Македонија на најдобар, односно на најлош начин го чувствува сите овие 25 години. Зборувавме, почитувани слушатели, и нагласивме дека сега е исклучително значајно за меѓународната заедница, да не спомнуваме посебно кој и како, да се што поскоро реши проблемот со нашето име. На тоа се преземени конкретни чекори, носител на тој проект е Вашингтон и досегашниот заклучок на овие размислувања, на овие анализи беше дека за наша голема среќа Грција не е спремна да прифати било какво решение што на крај би изгледало како некој компромис, бидејќи е кризата тамо таква, политичката ситуација исто така позната дека македонците и македонското праша е нешто, една табу тема за нив. И велам, ние овдека и преку оваа емисија го поздравувавме тој грчки став, бидејќи на некој начин ги валоризираше тие наши стравувања дека ќе бидеме жртвувани, дека сега не е моментот бидејќи сме фрлини на колена и дека во такви услови, значи кога ти се намалени маневарските простори, кога
si zavisen, odnosno koja te trese od jedna kriza, ne je metod da se rešava jedno takvo prašanje, ključno, bitno, fundamentalno zjedinata i na državata i na naroda. Međutim, danas se obideme da napravime jedan nov, ako sakate, svetogled, jedan nov period, jedan nov pogled na ovaj problem. Vidite, ako već emigrantna zajednica je zainteresirana da se ta prašanje što poskoro reši, a to mora se staviti u kontekst na krizata okolo Ukrajina, interesu da se zatvori nekako bezbednosten rizik i vakum na Balkanod, da Makedonija što poskoro stane členka na NATO, za da se spreči nekog možen prodor od istok. Velam, to se tije povodi, pričini, interesi taka nataka. Međutim, ako već to postoji, ako već strancite se zainteresirani da se reši to prašanje, pa sad da se prašanje nije zašto ne bi se obidele da to iskoristime. Pokaj drugo, to sme kaželi sada naglasime, deka prv pat za vreme novije 25 godini i Grcija je pod pritisak. Do se nikoj ne izvrši nikog pritisak na Grcija da pokaže neko razbiranje, da ne kažem nekakva fleksibilnost, da pokaže interes i neka podgotvenost da se reši prašanje to. Za Grcija je najdobro to da traju 600 godini, vidjeki ništa ne gi čini. Međutim, nas to ne gi zatvara s te perspektivi. Сега, koja Grcija je već pod pritisak, ajde da se obideme da i nije od toga nešto ćarime, da se obideme da izrademe nekakva, makar kratkoročna strategija, da se obideme ta da se vklopi vo interesite na zapadniji faktor koji je ključen i takav se tije nastani i da na kraju izlazimo još soka kotovo koji već predolgo stojime i rezultat na što je ova kriza koja se temeljita na država. Znači, evo će se obideme da je pogledamo sada situacija od jedan drug aspekt koji može da bude koristen, koji ne je mnogo realan v osnovata, бидејќи, велам, тој ќе дојде во судир со некакви туги странски интереси, ali кој не се обидел, не постигнал, кој не тргнал, не стигнал. И затоа во тој контекст мислам дека е многу важно и ние да се обидеме во овој период кој ни престои, да се најавлja дека има избори, да излеземе со некакви конкретни предлози, со една конкретна стратегија да излеземе од овој ќорсок. За дипломатијата со Никовски. Спомнав, непочитувани слушатели, дека за прв пат Грција е сега под притисок да што побрзо прифати одредено решение за името. И знаете, кој ќе се анализираат работите малце поддетално, подлабински, се откриваат интересни работи. Сите знаеме дека се уште трае во Обединените нации Генералното собрание и дека тамо сите шефови на делегациите беа присутни, беше нашиот председател Иванов, тамо беше и Обама и мнозина други. И сите тамо присутни одржуваат и меѓусебни средби, тие манифестации меѓународни, вклучувајќи го и Генералното собрание на Обединените нации, разни самити, конференции, се покрај другото многу корисни и можност да се сретнат шефовите, односно политичарите, да разменат мислење, да се запознаат подобро и да се обидат некои работи да унапредат, да решат и слично. И секој ги гледате малце подетално тие работи, ќе видите дека нашиот председател Иванов имаше средба со Бан Ки Мун и тоа беше Бан Ки Мун и нашиот председател. И беше Ципрас тамо. Ципрас се сретна со Бан Ки Мун, али заедно со Бан Ки Мун беше и медиаторот Нимиц. Значи, тоа покажува, Нимиц тамо не беше случајно, не беше случајно ни отсутен на средата со Иванов, туку со Грција, затоа што Нимиц има задача и така да спроведе некои работи и тие ги прави многу упорно и на еден, да речем, високо професионален начин. Значи, на таа средба со Ципрас беше и Нимиц, кој секој пренесе порака, уствари ја повтори пораката, дека треба да се најде решение. Дури Кодзијас, нивниот министр за внатрешни работи, исто така имаше средба со Нимиц, значи дури не е потребно премиерот и министерот во исто време имаат средба со Нимиц, меѓутоа кога бела средбата на трилатералната речена средба меѓу Нимиц, меѓу Бан Ки Мун и Ципрас со Нимиц, значи три личности, меѓу Кодзијас и Нимиц била на некој начин билатерална, односно двајца,
каде што не ми сигурно отишол чекол понапред од она што кажал на средбата со Ципрас, за одредени работи кои Грција би требало и од кои се очекуваат од неа да ги направи. Значи, имаме ситуација да, она што го прималку рековме, дека Грција е подписал, го илустрираме и со овие показатели, а да спомнем уште нешто што сме го, односно го повториме поточно, минатиот ноември Кери, државниот секретар Кери беше во Атина, само во врска со името, а претходно на Генералното генерално собрание на Обединетите нации, таму имаше средба на Кери и со Ципрас, и со Кодзијас, и тој им најави средбата дека ќе дојде, односно посетата на Атина, и им порача луѓе, спремајте се, да бидејќи интересот е да се затвори тоа прашање, Македонија да се отвори патот према НАТО и да се решат некои регионални проблеми, предизвици и така натака и така натака. И велам, ако Грција веќе нема интерес, а нема интерес веќе 25 години, нема да го има ни во следните 25 години, поготово нема интерес дека трае оваа книга, до оваа криза, меѓутоа притисокот кој сега го почувствува Атина и кој е сериозен, велам, дајте да се обидеме ние да излеземе со дадена стратегија, да се обидеме да го тоа и покрај нашите домашни проблеми, да постигнеме некаков, макар начален договор меѓу главните политички фактори, да излеземе со некакви конкретни решенија, предлози, замисли и да по можност истуркаме, избоксираме да се тоа прашање реши. Не е тоа лесно, Грција многу тешко ќе прифати, таму никогаш не станувало збор за било каков компромис, а можеме да кажеме никаде дека меѓународните светските центри никогаш не зборувале за компромис, секој се зборувало за промена на нашето име. И, велам, во тие рамки, ние треба да се бориме да најдеме некаков излез, некакво решение, бидејќи да не забораваме дека нашиот меневалски простор се стеснува по Букурешт 2008 година, дека нашата меѓународна позиција слабе и дека е нагласен и каков сакате фундаментален стратегиски интерес да го тоа прашање решиме. Моментот домашен не е поволен, немаме влада, а се надеваме дека ќе има избори на 11 декември, да се надеваме дека после тоа ќе успееме брзо да создадеме, да формираме влада и да се надеваме дека таа влада ќе ја свати тежината на ова прашање и ќе ја свати моментумот кој, велам, дава и одедени можности, што викат англичаните Windows of Opportunity, одедени можности да ние нешто трнеме чекор напред. Бидејќи, како што рековме, сегашната ситуација, моменталниот распоред на силите, нашиот маневарски простор, тенденциите кои се во тек од 2008 година се неповолни за нас и ако некој треба и мора да биде заинтересиран да се најде решение, тоа сме ние. Бидејќи факт е дека Брисел нема да ја смени својата политика на блокада, уцена и ултиматум прво името по тоа членство. Тоа е нешто фиксирано, јасно, прецизно и затоа наша задача е, наш предизвик е и наш интерес, како што рековме, да се обидеме, нема да биде лесно, да се обидеме да сепак излеземе од тунелот во кој се наоѓаме. Треба, значи, да се искористи овој период, дури и додека трајат овие подготовки за изборите, да почне да се гради една стратегија од сите политички сили во земјата, бидејќи за ова што зборувам јас не е заинтересирана само власта сегашна или тоа не се однесува на опозицијата, напротив, сите се во тоа инволвирани и интересот е општ и затоа секој треба да размислува за одговорноста пред оваа држава и пред овој народ. За дипломатијата со Никовски. За тие што подоцна се вклучија, да кажеме дека зборуваме за можноста да кажеме за можниот обид да се настојува да се искористи за интересираност на меѓународниот фактор да проблемот со името што поскоро се реши и за напорите кои се прават преку притисокот кој е за прв пат свртен према Грција, да тамо се покаже некаква флексибилност и некаква спремност да се изнајде брзо решение. Факт е, почитувани слушатели, дека Ципрас како личност и неговата сериза се различни од другите
grčki partiji, pogotovo da oni je starite PASOK, Nova demokratija i slično. I deka na времето дека не беше никаква функција, Ципрас отворено велеше дека не му пречи името Македонија и дека е глупост тоа што се прави околу спорот со името. Меѓутоа сега кога е веќе на власт, му се врзани рацете, бидејќи во прашање еден национален интерес, национална политика, национален синдром кој трае 150 на години, дека неа македонци и тука не го велам, не му се дава можност, нема прилика да он малку повеќе истрча, али сега биде присилен да нешто направи. Тие донесоа и некои новини, мора да се каже, од кога дојде на власт, меѓу другото градењето на доверба меѓусебна, значи да го речеме како проектот кој го лансира градење на меѓусебна доверба, а тоа е она што ние сите овие 25 години го бараме од нив, да почнеме да соработуваме на некои помали проекти, да градиме некаква доверба меѓусебна и тоа полека нема да го реши проблемот со името, али ќе создаде клима, ќе создаде една атмосфера каде ќе биде можен и некој продор. И во тој контекст мора да се поздрави и да се спомни, да се поздрави фактот дека и двајцата спикери, односно председателите на двата парламенти се сретна неодамна на маргините некаква средба некаде. И тоа е исто така еден нов ичекор. Знаете, на времето, до сега немало никакви контакти меѓу двата парламенти и на времето во Грција беше официјален став, кој тие не го јавно пропагира, меѓутоа кој беше на реалност, дека нема никакви, на почетокот беше нема министерски средби, нема на високо ниво средби меѓу Македонија и Грција и дека нема никаква меѓу парламентарна соработка. Ево видите, полека се надминува, се излегува од еден ќорсок, од еден магијарски круг и вие знаете дека веќе имало многу средби на министри, иако Грција форсираше средби со албанските министри во нашата влада и тоа беше една некоректна игра према Македонија, меѓутоа и тоа беше некој исчекор дека сепак тој зид кој самите го изградија се пробива. И велам сега да имаме следба на двајцата спикери, односно председател на собранието. Вие знаете дека Груевски и Папандреу помлади од 10 пати се сретна. И тоа не даде никакви конкретни резултати, меѓутоа остава траги, затоа што тие разговори, колку да биле и начелни, сепак има некакви траги од тоа, има некаква содржина која создава, велам, прави некакви темели да еден ден, што се дајме што побрзо, се излезе од тој страшен ќорсок како кој се наоѓаме ние, а и самата Грција, бидејќи велам, таа не потрпи никакви директни штети, меѓутоа проблемот со името и тежи над главата, како рекол Дамоклов меч, зашто сите ја осудуваат што креираше таков проблем, создаде еден да речем конфликт на Балканот кој може да резултира со страшни последици и тоа не истужина честнатина и тоа е, велам, еден кусок и една слаба страна на меѓународната сцена и таа, значи, макар маргинална, ако сакате, заинтересирана да тоа се надмине, меѓутоа, велам, тамошниот простор за маневри или таа нивна црвена линија со која цело време мафтаат ги врзува на некој начин, им го ограничува просторот, затоа што зема, знаете, тоа е нормално во сите меѓународни спорови се настапува со максималистичка позиција и после тоа се даваат некои божемни концесии, иако тој што е поставува таа максималистичка позиција е свесен дека тоа е една само замислена и нереална основа. И тоа секој го прави. Во конкретниот случај ние немаме таква ситуација, такви можности можеби, али Грција тоа го прави на еден класичен и доста успешен начин. Така да таа нивна црвена линија и ергата омнес се теоретски не исполнива. Тие, како што сме рекли да повториме и да не окупираат, не може дома да не прекасат. Значи, борбата е и она што максимум може да постигне, тоа е да ни го смети името за меѓународна употреба, а тоа значи дека де факто нема да има македонци на меѓународната сцена. Али сепак, во дадените услови, значи кога имаме една поволна клима и кога имаме една ситуација кога меѓународниот фактор ќе направи се, јас сум рекол и ќе повторам дека
И оваа криза е резултат на тие настојувања да се дојде до дефинитивно решение за проблемот со името. Наше да се покажеме кооперативни, наше е да излеземе со одедена веќе позиција, изградена позиција и да се обидеме да го добиме тука максимум. И во тој контекст, почитувани слушатели, мораме да бидеме апсолутно свесни и отворени и директни дека Македонија не може да излезе неповредена од било какво решение. Значи, некаква отстапка мора да се даде, меѓутоа тоа не сме да биде во никаков стратешки облик, ништо фундаментално не сме да жртвува, туку некакви, да речам, начелни и маргинални состојби кои на крај ќе дозволат да другата страна се фали, мафта со тоа, а ние да си го зачуваме и името, и државата, и народот, и да одиме напред во сите смерови. Велам, тоа е можно и сега во следниот блок ќе го работиме малку пошироко тоа. Значи има такви можности. Тие се уште не се приемливи за природниот фактор, тој игра некои други карти. Меѓутоа, ако не бараш, нема да добиеш. Ако не инсистираш, нема да успееш. Значи, наше е да излеземе со дадени формулации, со дадени конкретни замисли и тоа да се обидеме да го максимализираме и да го постигнеме. За дипломатијата со Никовски. Значи, зборуваме за можностите да се искористи приликата кога странскиот фактор инсистира да се најде што побрзо решение за нашето име заради приемот во НАТО и стабилизација на јужното негово крило и затварањето на просторот за можен продор на Русија и дека тоа, иако намерите можеби на странците не се баш најдобронамерни према нас и навлегуваат во некои наши стратегиски интереси, мислам дека тоа дава шанса да ние се обидеме да го искористиме тоа. Велам, приликата е таа, позицијата на странците е таа, ние многу да влијаме, а нив не можеме, меѓутоа наше е да во дадените услови се обидеме да го постигнеме максимумот. И знаете, јас секогаш бев против, почитувани слушатели, да Македонија излегува со некакви предлози за решение, бидејќи те обврзуваат. И често пати нас ни префалуваат странците дека Македонија не кажува што сака. Иако им беше јасно дека ние сакаме да остане нашето име. Меѓутоа, велам, ја фалеа Грција, иако нејзината црвена линија ерго омнес е апсолутно надвор од умот, дека ја покажува што сака, вие не се експонирате. Мислам дека ако ние било што предложевме, како што го направивме во Букуреш 2008 година со давката Скопје, која мислам дека во основата не беше погрешна, меѓутоа начинот на кој тоа беше конструирано беше апсолутно погрешен и беше катастрофален. Меѓутоа, велам, значи, очекува од нас нешто да кажеме. Ние можеме и треба сега да полека излегуваме од некаков наш, да речем, дефанзивен, некаква наша дефанзивна позиција во нешто што ќе отвара дискусија. Не знам дали сте забележале, меѓутоа факт е дека сите наши политичари, нашите новинари, аналитичари, експерти и кои сакате се, сите секаде велат, пишуваат Република Македонија. Почитувани, нашето име не е Република Македонија. Ние, сакале или не, самите се прекрстуваме. Нашето име е Македонија и еднаш се вика во светот кратко име. Значи, ви имате долго име и имате кратко име. Републик Франсез, значи Република Франција, никој не вика Републик Франсез и Република Франција, викат Франција. Република Италија, Република Италијана, никој вика Република Италијана, сте викат Италија. Америка за Америка или USA или САД, разбирате скратено. Хрватска, Република Хрватска, Велика Британија, не велат Обединето кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Значи, има тоа кратко име кој во цел свет се користи. Кој ќе на конференци не пишува пред вас, не знам, Ристо Никовски или Обама, разбирате како му името, Републик Францез, пишува Франс.
Значи, ние самите сакали нејкеле, понекоја инерција и понекоја би рекол, да не речем, недоволна професионалност и освестеност, сека да викаме Република Македонија. Значи, на некој начин и дома сме се откажали од краткото име, и тоа на некој начин символизира дека, нели, тоа што ни го префрлеа странците, како речеме Македонија, ние, значи, го покриеме регионот со самото име. И се ние, веројатно, и од еден таков отпор и од една таква опасност, ние самите викаме Република Македонија. И велам, се едно гласно размислување, како некаква наша отстапка, иако тоа, да бидеме сигурни, нема да најде никој добрува и не прифаќање другите, али ние да нешто кажеме. Да кажеме, ево, добро, нека бидеме на меѓународната сцена со Република Македонија регистрирани. Краткото име Македонија да го на некој начин жртвуваме. Велам, ова малце и ересие, али како еден обид да покажеме спремно за соработка. Mi se čini дека ако ние останеме секаде Република Македонија, ние нема ништо да изгубиме, затоа што тоа ќе имплицира и македонци, и македонски јазик и се друго и не може да има тука пакет на нимиц кај ќе се употребува тоа, колку ќе се употребува тоа, попладне што ќе биде, на ручек што ќе биде, дали ќе биде латиница и кирилица. Мислам, безсмислени беа предложите на нимиц и сите тие има една единствена цел да се промени идентитетот на народот на еден дискретен, индиректен начин, али да на крајот на денот сватиме, може би со закаснување, дека веќе нема македонци, дека македонскиот национален идентитет е избришен од меѓународна употреба. Велам, значи, да појдеме, нека бидеме Република Македонија. Сваѓате, тоа е најмалка отстапка, ми се чини, со тоа што се друго, и нема пакети никакви, како наша иницијатива за да тргнеме во надминувањето на проблемот. Мислам, аргументите се наши и никој не може да ги побие дека не може да не обезличува, да го променат идентитетот на народот, иако велам, тоа е политиката, која е политика на сила, што објасниме на почетокот, која нема ни демократски елементи, нема ни човекови права, нема ни владење на правото, туку е чисто употреба на сила. Али велам, ние со еден таков настап ќе го намалиме маневарскиот простор на сите наши противници. Знаете, во сите тие наши контакти пред се со главните меѓународни фактори, треба да ги прашуваме. Добро, мислам, почнувајќи од председател на државата, премиерот, министерот за одворешни работи и другите. Ево, Македонија е спремна да биде кооперативна. Ке направи се што вие ќе го наложите како објективно, реално, аргументирано и преку факти, и преку факти. Кажете ни, заради кои причини државата треба да се прекрсти. Кажете ни, и ако се тие навистина разбирливи за секого, ево, било кој јас прв како овдешен ваш, да речем, аналитичар или колега или како сакате, ќе го подржам тоа. Али кажете ни зашто. Аргументи нема. Затоа што почетната позиција на Грција беше дека сме ние иридентисти, дека името представува закана за Грција, представува основа за барање на територијата, обединување на Македонија и слично, а самата Бандентерова комисија на почетокот на 90-те години, која предложи Македонија да биде признаена заедно со Словенија, што не беше почитувано, рече дека името не представува никаква закана. И судот во Хаг, кој на еден длабок, сеопфатен начин го анализираше спорот со Грција, рече дека името не представува никаков проблем и дека не треба да има колку никакви недоумици и недоразбирање. Значи, тоа се основата, ние сега треба да го тоа капитализираме и да бараме од било кој, прво од Вашингтон, преку Брисел, Париз, Берлин и така натака, Лондон, да кажете ги. Кои се тие ваши елементи, аргументи, факти, заради кои ние мораме да се прекрстуваме. Немаат ништо да кажат и само со тоа ќе го пресечеме нивните желби, аспирации, ако сакате присила, ултиматуми да се ние прекрстиме. Второто што мораме да го цело време сервираме и да го поставуваме на дневната сцена е фактот дека македонците не можат да бидат прекрстени како народ и разнебитени без војна. Македонец е трпелив. Значи, символот трпе е нешто што нас постојано не следи
И да се разбереме, толеранцијата е некој синоним за културата. Тоа покажува и наш некој културно ниво, меѓутоа во целината на крајот на денот тоа не се исплатува. И затоа треба да им се скрене внимание на сите меѓународни фактори, дека тој трпи, поднесува, се надева дека другите ќе се опаметат, меѓутоа ако тоа не дава резултати, ако е наследува 25 години, дека ќе се вратат комитите. Чим се вратат комитите, тоа ќе значи атентати, а ние за тоа сме се покажале доста вични, сме го отепале и српскиот крал, и бугарскиот премиер, и слично, така да не дај Боже, таа пракса може да се врати, не дај Боже, велам. А Македонија да се разнебити и да се, народот, мислам, да се прекрсти, без поголем судир во кој ќе се вмешаат сите сокосодни земји, ќе барат свој дел од колачот, кој ќе почне таа дестабилизација и слично, ќе води во нова Балканска војна, која ќе биде пострашна и од босанската, и од хрватската, и од балканските војни на минатиот век. И затоа, а тоа не е ничи интерес, затоа треба да се спречи и да не се дозволи да Македонија пукне, да тоа јаболко на раздорот, тоа буре барот, да разобличи Европа, бидејќи кризата на Балканот и новата Балканска војна ќе уништи цела Европа. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, привршувајќи ова денешна наша емисија, да го спомнеме само инцидентот кој се случи во Обединетите нации, кога поговорот на председателот Иванов, одржан на 22 септември, во кој тој зборуваше и секоја зборува како сите наши политичари за Република Македонија, за нашата земја, за нашето така име, продолжено име со политичката одредница Република. Во UN News центарот, значи нивниот интернет портал, официјален, значи информативен портал, му ставија во уста дека зборува за поранешна Југословенска Република Македонија, што е крајно некоректно. Мислам дека нашите реагира, и тоа е со право, не направија поголем скандал, треба да се направи поголем скандал, што тоа е криминал, да некому ставаш уста нешто што не го рекол, и поготово председателот за такво нешто би требало да одговара, што покршил уставот на собствената земја. Тие, по последното прегледување, денешното прегледување или вчерашното прегледување на овој сајт на Обединетите нации, тие едноставно го избришале говорот на председателот, бидејќи сметале очигледно дека нема да им служи на чест да го променат тоа што го напишале. Тоа е одеден исчекор позитивна насока, меѓутоа во секој случај зборува за еден исто така сереџиски однос на Обединетите нации, на тие кои треба да го бранат мирот, безбедноста, стабилноста, да ги бранат човековите права, да го бранат меѓународен правен поредок. Тие прават еден таков ексцес, еден таков, мислам, неприфатлив исчекор, кога на еден шеф на држава му ставаат во уста нешто што тој не го рекол и нешто што е спротивно неговите устави, што може да го изложи него на некаква и дури кривична одговорност. Тоа што го избришале веќе е исчекор напред, меѓутоа во никој случај не ги оправдува и тоа покажува дека и во Обединетите нации има сили, а тоа не е ни спорно, дека таа меѓународна бирократија има своји интереси, не есапи никого, не го тера по свое, иако самата логика и филозофија на овие Обединети нации да го бранат правото на секој народ и на секој поединец, така на човечки живот, на некои основни права, нели така, кои универзални права кои не се спорни. За жал, светот има едни прокламации и друга реалност со која мораме да се очиме и да бараме оптимум за нас во рамките на тие можности. Повеќе, почитувани слушатели, ќе го повториме апелот за купување на македонски производи. Ево да не ви зборувам јас за ништо, вие самите погледајте во самопослугите каде купувате и убедете се дека сите странски производи се истакнати и да речем испрчени на главни носечки ударни места, а нашите се некаде затурени. Тоа е главно правило, има, фала му на Господ, и добри, позитивни исклучоци. Мислам дека тоа не треба да ве спречува да ги барате нашите, макар од 15 изложени производи, 16-тиот е некаде на маргините, нашиот е некаде заскрен, барајте него и купувајте го него.
тоа на крајот на денот е клучот, бидејќи само така ќе напредува оваа држава, само така ќе имаме повеќе работни места, само така ќе спречиме одливот на млади луѓе и на кадри, само така ќе обезбедиме подобар живот и за нас и за нашите семејства. Економијата се развива во голема мерка врз основа на домашната потрошувачка, иако таа се зајакнува и се проширува, повисок е степенот на развој, побрзо расте општениот бруто производ и тоа не морам да повторувам дека е во интерес на сите граѓани. И сега една асоциација кога се шпекулира дека 600.000, не знам, луѓе напуштиле земјава и, не знам, 5 милиарди евра се украдени, тоа покажува исто така еден безобразлук, тоа покажува една тешка пропаганда извадена од архивите на ЦИА, бидејќи, знаете, ако 200.000 луѓе се иселени од Македонија, ево нека биде за последните 10 години, тоа е 10% од населението. Ако 10% од населението се исели, вие неизбежно ќе имате намалување на општествениот бруто производ, бидејќи, велам, главниот носител и да речам, реализатор на растот е домашната потрошувачка. 200.000 луѓе, ако помалце трошат од леб до месо и сирење, разбирате, тоа мора недвосмислено да се почувствува на општествениот бруто производ и тоа за толкото и да биде смален. Ние имаме во меѓувреме пораст на општествениот бруто производ, оваа година тој е намален, преполовен заради кризата и до година ќе биде многу понизок од реалниот очекуваниот, бидејќи кризата си го прави своето. Значи, тоа е таа реалност со која мораме да живееме и да бидеме свесни дека сите тие провокации, шпекулации одат на штета на нашата држава, на нашијата иднина и дека сите мораме да се покажеме отпорни на таквите злоупотреби или таа шпекулација. Во држава има и кражби, има криминал, има и корупција и тоа се на високо ниво и заслужуваат, разбирате. И заслужуваат, мислам, внимание, заслужуваат една одлучна борба против тоа. И затоа во таа смисла и специјално јавно обвинителство е потребно, али не да води политика, него да се бори против криминалот, што за жал до сега не е случај. И ако за последниве 10 години биле украдени, како што се вели, 5 милиарди евра, тоа значи 500 милиони годишно, и тоа е ако се земе дека државниот буџет сега последниот е 3,3 милиарди евра, порано беше испод 3 милиарди евра, значи тоа значи отприлике 20% годишно од буџетот се крадат. Слушајте, ако толку некој успее да украде, тоа е, значи, таков махер, таков специјалист да морам се да признание и да се подржи дори, значи, тоа е невозможно, значи, дека се краде, тоа е факт, дека има висока корупција, тоа е факт, меѓутоа се тоа тие цифри кои се сфрлат и за оцелените и за овие што се нели така во државата останати, тоа е чиста една злоупотреба и манипулација. И на крај на брзина да го околу мудроста. Денеска имаме нешто интересно извадено од Фройд, големиот Фройд, Сигмунд Фройд, основачот на психоанализата, кој го рекол следното. Ми се чини дека тоа ќе ми се бендиса на нашите представнички на побавиот и понежниот пол. Тој рекол, големо прашање на кое јас не бев подготвен да одговорам, по 3 децени истражување на женската душа е што сакаат жените. Фройд всушност почитувани слушателки во овој случај прецизно ни кажа во што е суштината на женската убавина, универзалност, речност, трајност. Значи со жените никогаш не знаеш на што си. Има ли поголем предизвик од тоа? Мислам дека нема. Толку за денеска, почитувани слушатели, благодарам за вашето внимание. Се слушаме следниот петок, а вие и понатак останете на истата брана должина. Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 30 септември 2016 година. За дипломатијата со Никовски.